Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Инфоклубот на Центарот за едукација и развој денес на Штуловиот универзитет во Тетово организираше саем на кариера за млади. Во Тетово вчера поради погрешно паркирање од пајак службата подигнати 14 возила кои го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот. Политичките партии ги реализираат своите агенди на активности во рамки на предизборната кампања. Инфоклубот на Центарот за едукација и развој денес на Штуловиот универзитет во Тетово организираше саем на кариера во рамки на проектот кој има за цел подигнување на можностите за младинско вработување. На денешната завршна активност беа одржани мотивациони говори и презентација на фирмите. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес се одржа саем на кариера на фирми кои се формирани од млади луѓе во организација на Инфоклубот кој функционира во рамки на невладината организација Центар за едукација и развој. Студентите имаа можност да се запознаат со условите за вработување кои ги нудат повеќе компании, но и да се охрабрат како да започнат сопствен бизнис. И денеска е крајната активност, каде сите со нашите волонтери и студенти планираме да реализираме саем на кариера на фирми кои се водат од млади. Идејата е да се промовира младинското предприемништво, се со цел да младите да видат дека и тие може да бидат водачи на разни бизниси во регионот. Мислам првичното кога се планираше проектот, нашата идеја беше освен како ресурс, Инфоклубот да биде како ресурс каде младите може да најдат различни линкови за вработување или одење на различни семинари. Во рамките на проектот реализиравме обуки, ја реализираме обуката која е сертифицирана од страна на УСАИД, се со цел млади студентите да знаат како да пишуваат мотивационо писмо, како да пишуваат CV, како да се однесуваат во работно место. После ова обука тие има можност да учествуваат во менторски средби. Во рамки на проектот 50 на млади лица биле вработени, од кои 10 основале сопствени компании. Јас имам софтвер компанија и соработуваме со странски компании. Работиме големи проекти и во соработка со Инфоклубот имаме повеќе можности. Па така денес сум тука за да добијам повеќе контакти, што ќе ми помогне во работата. Јас сум тука да ја презентирам мојата компанија, односно книжарница, за која имаме 2 представништва во Тетово и во Скопје. Тука имав говор со кој сакам да ги охрабрам студентите да го следат и да го градат својот сон и како треба да ја градат иднината. Ги презентиравме и книгите кои ќе им помогнат на младите да ги развијат работните вештини. Инаку во проектот на ЦЕД за подигнување на можностите за младинско вработување со поддршка на UNDP се реализирани повеќе активности, промоција на повици за млади, семинари, циклус на обуки со учество на над 200 студенти и ученици. Од иницијативата за подобро Тетово, кандидатите за советници од независната листа одржаа пресконференција чија тема беше урбаната мафија и настаните поврзани со поранешната фирма Шик Јелак. Денеска сме пред поранешната фабрика Шик Јелак, која од 2009 година во стечајна постапка, а денес собственоста врз неа благодарение на коруптивните политики на политичките партии ја ужива контраверзниот црногорски бизнисмен Дака Давидовиќ, кого го слушнавме во некои прислушувања како и за неговите врски со подземјето и воените злосторници во Србија. Во 1963 година, со аграрната реформа, ова место е одземено од исламската верска заедница, односно Тупан џамија, и изградена и фабриката за преработка на дрво, така наречена Шик Јелак. Во рамките на џамијата беа и гробиштата на градот. Овие згради денес спијат над коските на нашите предци. Во 2008 година, во многу долга судска постапка, исламската верска заедница беше обештетена со мал простор од 1130 метри квадратни
за уште 78.000 метри квадратни се компензира со минимална цена од 270.000 евра или во противредност од 3,5 евра за метар квадрат. Во 2019 година, за прв пат, представен како собственик гореспоменатиот Дака Давидовиќ со површина од 6.000 метри квадратни. Во февруари 2021 година, со забрзана постапка, со повеќе процедурални нерегуларности, без студии за еколошко влијание, без транспарентност, еден ден по формирањето на владата на Република Северна Македонија, Советот на општина Тетово го одобри урбанистичкиот план без јавна расправа и консултации со граѓаните. Како може проектот кој опфаќа површина од 233.000 метри квадрати во обем од 300 страни да се одобри за само 5 дена? Затоа ние како иницијатива Подобро за Тетово бараме од носителите на листите на партиите кои се кандидираат за Советот на општина Тетово да го укинеме заедно овој урбанистички план, што го сметаме за штетен за Тетово и иднината на нашите генерации. Интересот е на мала кланска група, урбаната мафија, не може да биде над интересот на Тетово и нејзините граѓани. Време е да се докаже доста, иднината започна. Подобро за тебе, подобро за Тетово. Актуелниот градоначалник и кандидатот од редовите на ДУИ Теута Арифи заедно со директорот на МЕПСО Бајрам Реджепи денес пред новинарите ја презентираа станицата за гасификација. Обврските, значи во текот на идните 4 години 50% од територијата на општината Тетово ќе биде покриена од дистрибутивната мрежа. Еден е аспект економскиот, значи трошоците на нашите домаќинства и на институциите кои ќе го користат овој газ нема да бидат повеќе од 100 евра во однос на поврзувањето, додека ние како општина ќе ги субвенционираме, и исто така другиот момент што е еколошки за намалувањето на загадувањето, имајќи го предвид фактот дека еден од главните наши приоритети во иднина ќе биде намалување на загадувањето, а ова исто така е една голема можност за тоа. Капацитетот на ова станица е околу 22.000 метри кубни на час или на годишно ниво околу 190 милиони метри кубни, што ќе биде доволно не само за општина Тетово, туку и за другите рурални општини околу Тетово. И секако дека работиве привршуваат и очекуваме дека во наредните 2-3 недели тука да заврши све. И другиот дел од проектот, значи изградбата на цевководот од Тарачиново до тука не остануваат повеќе од 7-8 километри да се заврши целосно. Носителот на листата за кандидати за советници од редовите на СДСМ Илија Димитриевски им се обрати на граѓаните на Тетово. Почитувани мои сограѓани, со чест и задоволство, но истовремено и чувство на голема одговорност, ја прифатив кандидатурата за носител на листата на советници во Советот на општина Тетово од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. При донесувањето на оваа важна одлука се водев исклучиво од сопственото знаење, искуство, честност, посветеност и мотивираност да придонесам за моето Тетово. Од тие причини, во оваа ретка прилика, кога двајцата председатели на општинските организации се носители на кандидатските листи, јавно го повикувам председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, Ангел Карапетров, да излеземе на јавна дебата и да ги соочиме ставовите, идеите и проектите за поквалитетен живот во нашата општина. Исто така, сакам да ги повикам и другите кандидати за носители на листа од другите партии. Не е доволно само да се критикува. Потребно е да се има визија и решенија. СДСМ докажа дека ги има. Наша должност е да ви ги презентираме вам, нашите сограѓани, сопствените идеи и проекти за развој на општина Тетово. Апелирам до мојот колега, пријател и сосед Ангел Карапетров и до другите кандидати за носители да ја прифатат понудената можност и заеднички да излеземе пред тутовчани, секој со сопствените визии за решавање на предизвиците со кои се соочува Тетово. Проширување и реновирање на спортската сала во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар, како и целосно уредување на дворовите во сите училишта, предвидува СДСМ во делот на изборната програма што се однесува на образованието. Континуирано вложување во условите во училиштата на подрачјето на Гостивар, проширување и реновирање на спортската сала во основното училиште Гоце Делчев, ветуваат кандидатите за советници од редовите на СДСМ во Гостивар.
Според нив, досегашното општинско раководство не водело доволно грижа за образовните установи. Ова позади нас е основното училиште Гоце Делчев во Гостивар, во кое што учат ученици од 1 до 9 одделение. Дворот во кој што е сместено основното училиште Гоце Делчев вообичаено е неуреден, обраснат со треви и распослан со ѓубре насекаде. Општинската власт во Гостивар со ваквиот третман, односно со тоа што се грижи за чистотата на училишните дворови, само непосредно пред почетокот на училишната година или во уште полош случај, само пред одржување на локалните избори, покажува дека воопшто не води грижа за младите, односно за оние за кои што тоа е најпотребно. Затоа што училиштето е место за поттик на младите, место за подобрување на нивните навики и место за унапредување на животната средина. Исто така, училиштето е место каде што се создава одговорност за она што младите го имаат и она што ќе го создаваат. Имаме план, визија и идеи како да работиме во интерес на младите, нагласува Нешковска. Советничката група, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и јас, Ема Нешковска, како дел од неа, ќе се залагаме за раззеленување и целосно уредување на училишните дворови во нашата општина. Во нашата програма се предвидува проширување и целосно реновирање на спортската сала во основното училиште Гоце Делчев со цел подобра настава на учениците. Грижата за младите е наша одговорност и ние сме должни да ги преземеме сите обврски за да создадеме квалитетно образование и воспитание на младите. Ние имаме план, визија и идеи. Коалицијата Најдоброто за мојата општина, што ја предводи СДСМ, во Гостивар кампањата ја спроведува со средби со граѓаните, посета на домови и други активности. Вчера, по повод Светскиот ден на наставникот, организираа акција за дарување на книги на градскиот плоштад. Кандидатот за градоначалник на општина Тетово од Алијанса за албанците Вулнет Мурсели се обрати на граѓаните на Тетово. Свој пораки упати и председателот на партијата Зијадин Села. Тетова është gati për ndryshime të mëdha. Мојот тим ќе промовира транспарентна администрација, за да знаете во секое време каде и како се трошат вашите пари. Ние ќе создадеме одговорна администрација, бидејќи ќе воспоставиме едношалтерски систем. Нема да дозволуваме граѓаните да одат горе-долу по шалтерите за да завршат работа. Пред сите јавни институции ќе создадеме специјални места за паркирање кои ќе бидат бесплатни за овој скапоцен дел од нашиот град. Ние ќе создадеме специјален фонд кој ќе им помогне на жените да започнат сопствен бизнис, да создаваат приходи за да ја зајакнат економијата на нивните семејства. Ќе создадеме инвестициски фонд за диаспората, за да создадеме повеќе можности за повеќе вработување и развој. Ќе создадеме центри на заедници кои ќе им помогнат на децата од сиромашните семејства да учат, да станат повешти, да можат да одат напред во животот и да станат поуспешни. Para postës, para komunës. Në të tubim që Ние сме чисти во оваа кампања со ова чисто мото, со чисти намери и чисти фигури, да постигнеме само чисти победи во име на албанците овде во Северна Македонија и во име на сите граѓани на Тетово. И немам дилема дека ќе успееме затоа што го слушав кандидатот за градоначалник и без дилема идниот градоначалник на Тетово господин Вулнет Мурсели во просперитетната програма што тој ја разви тука и си помислив дека кога има волја може и да се направи. Кандидатката за градоначалничка на Тетово од партијата Интегра Снежана Стојановска денеска беше во посета на пензионерскиот дом во Тетово, каде што пред присутните представи дел од изборната програма, додека пак председателот на партијата Интегра Љупчо Ристовски ги повика граѓаните масовно да излезат на гласање. Прво, водата за пиење во Тетово. Главен проблем. Не дека ја немаме водата, водата имаме во изобилие. Комплетна реконструкција на целата водна и канализациона мрежа. Дефинитивно, но тоа не е работа на градоначалникот. Тоа е на централно ниво. Но ние, како граѓани, ќе треба да се побуниме за сето тоа и тоа да се донира таму кај што треба. Втората работа, сметот, ѓубрето и денеска. 2003 година, кога дигнавме галама дека со ѓубрето се давиме, се гушиме, па вие сами гледате, од минатата година сме веќе на
најзагаден град под Шар планина. На црвено. Зошто? Подземните континери се решение за сето тоа, заедно со проектите рециклажа на сметот надвор во тие делови каде што може да се заштитат и подземните води, но и сметот да биде надвор од градот, а не премести го таму, стави го таму. И третата работа е инфраструктурата на улиците. Многу сум изненадена, искрено, што последниве 2 недели се разрушени сите улици, сегде се копа се прави една порака. Зашто тоа не се направи минатата година, па истите тие градски челници да поминеа по направени улици, па да кажат ова го направивме и тоа го направивме, понатака ништо. Развој на туризмот. Тетово е град каде што има со што да се повали со својата туристичка карта. Како Шарена џамија, како Текето, тоа е со историска вредност, како Лешочкиот манастир, како Калето. Но, што се случува во туризмот? Туристичката организација која е вработена и превработена. На секоја партија, ако и фалат луѓето што работеле за нејзе, нема каде таму ги седнуваат. По 2, 3, 4 на едно столче. Но, во што е проблемот? Туристи доаѓаат. Туристи доаѓаат и разгледуваат. Нашите локални челници, место туристички водичи исклучиво од Тетово. И јас би сакал нашиот народ во Тетово да ја препознае оваа наша визија, да ја препознае Жана како квалитетен кандидат со вредност, да го даде својот глас за број 20 и за нашата изборна платформа, за нашата визија како Тетово да го претвориме во град, пристојно место за живење, каде што и македонците на рамноправна основа ќе остварат квалитетна екзистенција и идните генерации да се гордеат со ова што ние го правиме денес. Затоа ги повикувам уште еднаш жителите на Тетово, гласачите на Тетово, да заокружат број 20, да го дадат гласот за нашиот кандидат за Жана Стојановска за градоначалник на Тетово. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. Ноќеска во 1 часот од страна на полициски службеници од полициското оделение Жеровјане во село Радиовце бил лишен од слобода 31-годишникот село Горно Седларце Тетовско. При контрола на патничко возило со скопски регистарски ознаки, кое тој го управувал, била пронајдена и одземена била прашкаста материја. Тој бил приведен во полициската станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 21 часот и 35 минути привеле 29-годишникот Гостиварска Долна Бањица, осуден на затворска казна за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, согласно член 215 од Кривичниот законник. Покусото за држување во полициската станица Гостивар реализирано со судска наредба. Тој спроведен е во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово за издржување на казната. Секторот за внатрешни работи Тетово, до основното јавно обвинителство Тетово, поднесе кривична пријава против тетовец поради основи на сомнение дека сторил кривично дело предизвикување општа опасност, казниво по член 288 од Кривичниот законник. Пријавениот се сомничи дека на 21 септември годинава, во периодот од 14 до 14 часот и 30 минути, без надзор и контрола го оставил неговиот коњ со запрега кој почнал да бега по автопатот Тетово-Скопје, односно да се движи во спротивна насока и да ја загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот. Вчера вечер во 20 часот и 30 минути 48 годишничка од Гостиварска Долна Бањица во СВР Тетово пријавила дека околу 18 часот во училишен двор во Долна Бањица низиниот малолетен син бил физички нападнат од повозрасно машко лице кое живеело во непосредна близина. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 12 часот и 30 минути 46 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека непознати лица околу 11 часот оштетиле рекламен материјал на политичка партија кој бил поставен на улица Благоја Туска во Тетово. Рекламниот материјал бил врзан на електрични столбови, се расчистува и документира случајот.
Ноќеска околу 2 часот и 20 минути на автопатот Тетово-Скопје, во близина на местноста Карпалак, патничко моторно возило со скопски регистарски ознаки, управувано од 43 годишникот Кичева, удрило и усмртило мечка. Нема повредени лица во возилото. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. И овој месец во Тетово, во текст интензивни сообраќајно-контролни активности за поголем ред и безбедност со паркирањето, посебно во централното подрачје и во близина на училиштата во градот. Вчера, поради непрописно, односно погрешно паркирање, биле санкционирани од ПАЕК службата подигнати 14 возила кои го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот. Во изминатите 9 месеци од оваа година, инаку полициските службеници на СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, вкупно подигнале 1081 непрописно паркирано возило, додека поради стечена регистрација повеќе од 6 месеци или буџавост, времено биле одземени 216 возила, од кои 32 за преголема буџавост. Фудбалската репрезентација на Македонија продолжува со подготовките за надпреварите против Лихтенштајн и Германија во рамки на квалификациите за светското првенство. Атмосферата е на високо ниво и сите очекуваат позитивни резултати во октомврискиот прозорец. Да, играме со Лихтенштајн, се спремаме максимално, знаеме добро што ни е потребно да освоиме 3 бода и знаеме колку ни е важен овој надпревар. Се надеваме дека ќе биде се по наша страна. Сме покажале и овие задните утакмици со Лихтенштајн, пошто сме играле многу пати и се надевам дека ќе биде се уред. Па треба да играме што ќе ни каже шефот. Наравно треба и реализацијата, но треба и да не примиме гол. Но за тоа е должен шефот, што ни каже, што ќе ни дава инструкции, ние само треба на терен да го потврдиме тоа. Па на папир ние сме фаворит, они имат некои добри страни, но ние ќе се потрудиме да ги неутрализираме и да покажеме нашата најдобра страна. Па нормално дека да, мораме да го добиеме овој надпревар за да останеме во игра за ова светско првенство. Така да се спремаме добро. Се надевам дека ќе се вратиме со 3 бода од Лихтенштајн. Па ништо, да одиграме тоа што ќе каже селекторот, како и на претходните надпревари, но секако треба да поправиме не само реализацијата, треба да поправиме уште некои детали во играта. Се надевам дека со тек на време тоа ќе се поправи све и не очекува еден тежок надпревар, иако знаеме Лихтенштајн игра добар фудбал, дефанзивен и е многу компактен тим и квалитетен тим. Исто така и двата надпревари се битни за нас, али не го гледаме ние како тест пред Германија Лихтенштајн. Ние гледаме да ги освоиме сите 6 бода ако е во можност, али тоа не е лесно, како што знаете, и Лихтенштајн е исто тежок противник, така да после тоа Германија ќе биде уште потежок противник, али наше е да одиграме тоа што ќе каже селекторите и тоа што знаеме и тоа што умееме, така да се надам дека ќе извадиме од двата надпревари ќе извадиме максимум што е можно.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.